Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Светот е загрижен за појавата на нови соеви на коронавирусот. Доктор Трифуновска вели дека мутирањето било очекувано. Подмерки за заштита од коронавирус, 4 месеци работи дневниот центар за деца со посебни потреби во Гостивар. За време на викендот се очекува температурата да се искачи до 15 степен Целзиусов. Светот е загрижен за појавата на нови соеви на коронавирусот. Колку вакцините се успешни и против овие нови мутации, дали истите даваат потешка клиничка слика кај пациентите? За ваквите прашања разговаравме со специјалистот по семејна медицина доктор Светлана Трифуновска. Во светот се јави загриженост по појавата на мутираните верзии на коронавирусот. Се вели дека трансмисијата на истите е побрза, а некои дури тврдат дека и последиците од новите типови се поголеми. Научниците ширум светот работат неуморно на давање одговор на низата прашања за нивната појава, дали мутираните соеви даваат поголема отпорност и дали креираните вакцини ќе бидат успешни и против тие видови. Доктор Светлана Трифуновска, специјалист по семејна медицина, вели дека мутирањето на вирусот било очекувано. Да, вирусот мутира, очекувано мутира. Сега сите студии што се случуваат во светот и самите препораки што сите овие западни земји што се во локдаун ви кажува дека нешто чудно се случува. 4 од тие мутирани соеви ги загрижуваат научниците во смисла да се очекува поголема вирулентност, односно клиничката слика да е влошена. Не уште нема сознание како ќе реагираат овие вирулентни соеви на вакцините што се присутни секаде во светот. И уште една трета работа, самата преносливост на вирусот е многу зголемена. Сите научници работат на ова ниво да видат точно што се случува, нема доволно информации, али се гледа дека мутираните соеви даваат отпорност и имаат некои специфични нови својства кои што не се до толку очекувани. Односно, заради тие некои нови сознанија, целиот свет ви се затвара. Дали постоечките заштитни мерки се доволни за борба и со новите соеви на вирусот? На почетокот од пандемијата имавме многу малку информации, а сега сме во фаза кога во светски рамки имаме и повеќе вакцини, вели доктор Светлана Трифуновска. Препораките светски, посебно од западните земји, се да се интензивира тој начин на превенција, да се забрза процесот на вакцинирање, со што ќе се заштитат, односно и се ствараат антитела кои што ќе го заштитат организмот при повторното појавување и да дојдат во контакт пациентите со тој вирус. Отпорноста на организмот е на сосема друго ниво. Самата клиничка слика, самото време, на должина на траење на болеста е друга. Засегнати се други категории, на возрасти кај граѓаните и самата смртност се разбира дека ќе биде со тоа ќе нема или ќе биде намален. Вакцинациите се сега број 1. Втора работа, се изработуваат милион студии каде што се користат, во светски рамки, толку се поврзани научниците и работат на проблематика на терапија. Вие знаете, специфичен лек за ковидот не постои, но сепак при примена на одредени лекови што се користеа во комбинација, се дојде до сознание дека некои од нив многу помагаат во лекувањето на ковид. Лекарите уште еднаш апелираат граѓаните да не се опуштаат и строго да се придржуваат до мерките за заштита. Во гостувањето на ТВ24, министерот за здравство Венко Филипче потврди дека сите вакцини се сигурни и безбедни, а со кој тип ќе започне вакцинацијата зависи од динамиката на реализација на договорите. Сите вакцини се сигурни, сите вакцини се безбедни. Сите вакцини се развиени на сосем безбедни платформи. И во таа смисла, со кој тип на вакцина ќе започне вакцинацијата зависи од тоа со која динамика ќе ги реализираме сите овие договори, но дефинитивно почетокот ќе биде таму во тие критични групи кои што треба да имаат приоритет, а тоа се здравствените работници кои што работат
со COVID, понатаму веќе направените списоци на другите категории на граѓани, постари граѓани со хронични болести, и тие списоци ние ги имаме и со име и презиме, така да многу е битно да кога ќе започне овој процес на имунизација биде безбеден и не запре. Со намален капацитет, пократок престој, ротации на вработените и подмерки за заштита од коронавирус. На ваков начин работи Дневниот центар за деца со посебни потреби во Гостивар, откако лани во октомври повторно беше отворен, по подолга пауза заради пандемијата. Дневниот центар за деца со посебни потреби во Гостивар 4 месеци функционира под посебни протоколи за заштита од коронавирус. Установата претходно имаше подолга пауза во работењето поради пандемијата, а во октомври лани повторно ги отвори вратите за децата. Строгите правила налагаат да се работи со намален капацитет, пократок престој, ротации и слично. Моментално го посетуваат 6 дечиња и тие се ротираат со пауза меѓу нив, почитувајќи ги препораките, значи со дезинфекција после заминување, со пауза, со проветрување на просторијата, со сите можни препораки од страна на надлежните. Тимот од 5 стручни лица во Дневниот центар максимално се труди околу исполнување на обврските од протоколите, за кои велат дека воопшто не се лесна работа, со оглед дека згрижуваат ранлива група деца. И покрај тоа наоѓаат начини и досега успеваат да одговорат на предизвиците. Се трудиме максимално да ги заштитиме корисниците и ние самите да се заштитиме, меѓутоа тоа е многу тешко, бидејќи овие лица блискиот контакт е многу важен за нив, физичкото присуство, работата, материјалите што ги имаме за работа со нив барат практична работа и пример носење маски тие не можат, дистанца не можат, многу тешко, но меѓутоа им дадовме шанса, им се даде шанса да започнат и да видиме како ќе тече. До сега се одвива добро се. Додека беше затворена установата, се правеа напори за спроведување на одредени програми онлайн, како и за советување на родителите. Психологот Арифи Креци вели дека сепак за децата со посебни потреби престојот во центарот е незаменлив. Од самото затварање на центарот за време на пандемија, ние продолживме да ги контактираме родителите, да се одвива нашата работа онлайн, меѓутоа тоа е многу тешко со овие лица, скоро невозможно, бидејќи за нив треба физичко присуство и работа еден на еден. Меѓутоа, ние да не одат многу во регресија децата и на тој начин ги поминавме овие месеци, но од самото отварање на центарот им се даде можност и шанса да продолжат со нивното образование. Дневниот центар за деца со посебни потреби во Гостивар постои од 2006 година. Во нормални услови има капацитет за престој на 15 на дечиња. Од вкупно 13.160 работодавачи на кои им била исплатена декемвриската плата, нови 306 работодавачи ја злоупотребиле финансиската поддршка, информираше денеска Сања Лукаревска, директорката на Управата за јавни приходи. Најмногу од нив се од Скопје, 93, додека од Тетово се 63 фирми, а од Гостивар 16. За работодавачите кои што не ја исплатиле декемвриската плата, изготвени се и доставени опомени за неисплатена плата. По истекот на рокот од опомената против оние кои што нема да ја исплатат платата, ќе следи спроведување на постапка за присилна наплата на платата со блокада на паричните средства на нивните трансакцијски сметки и пренос на средствата на сметките на вработените лица и на уплатните сметки за јавни приходи. Работодавачите кои што примиле финансиска поддршка за исплата на декемвриската плата, а истата не ја исплатиле, се од следниве дејности. 78 работодавачи се од дејноста трговија на мало, кои што примиле финансиска помош од 2.219.584 денари и на 145 вработени не исплатиле плата. 44 фирми што вршат подготовка на оброци и служење на храна
примиле помош од 2.239.825 денари и на 130 вработени не исплатиле плата. 26 фирми од дејноста градежништво примиле помош од 944.106 денари и на 57 вработени не исплатиле плата. Тука влегуваат и дејностите транспорт, трговија на големо и мало со моторни возила и мотоцикли и услужни дејности. По региони, најмногу фирми што не исплатиле плата се од Скопје 92 фирми, Тетово 63 и Гостивар 16 фирми. Агенцијата за вработување ги објави новите огласи кои опфаќаат поддршка со кредитирање за регистрирани невработени лица и за фирми кои отвараат работни места. Во Гостивар има интерес за користење на овие кредити и месечно се доставуваат од 7 до 10 пријави. Невработеноста во денешницата е мака на голем број граѓани кои бараат чаре да обезбедат услови за екзистенција. Државната поддршка преку кредитирање за отворање сопствен бизнис е еден од начините преку кои невработените со предприемачки дух може да разработат своја фирма. Агенцијата за вработување секој месец отвора огласи за таков вид кредити, наменети за регистрирани невработени лица и за фирми кои создаваат нови работни места. Во Гостивар има интерес за овие огласи и месечно се доставуваат до 10 пријави. Значи, првиот пресек е отворен, секој кандидат кој е заинтересиран, кој е пријавен као невработен, може да аплицира за да добие тој кредит. Значи, кредитот ќе со 1% годишна камата, со 1,5 година грејс период и 5,5 години со враќање. Значи, да се отвори нова фирма, да се вработи и да ја подигне средства во банка за да може да продолжи понатаму. Има ли интерес кај гостиварци? Интерес има, секој месец 7 до 10 кандидати аплицираат. Сега по завршене некои работи може ќе заглават во банки, не може да најдат жиранти или нешто друго, меѓутоа 80% се успешни завршени. Според последните податоци од Агенцијата за вработување, заклучно со 31 декември лани, регистрирани се вкупно 11.127 невработени лица. Споредено со 2019 година, бројот на невработени е речиси дуплиран. Статистиката покажува дека и натаму меѓу невработените во Гостиварско најчести се лицата со основно или без никакво образование, кои ги има 7.599. Со завршено средно образование има околу 2.500, а со вишо 50 невработени. Работа бараат и 652 граѓани кои завршиле факултет, а невработени се дури 62 магистри. Универзитетот на Југоисточна Европа и Државниот универзитет во Тетово на второ и трето место меѓу македонските високообразовни установи на листата на Webometrics. Двата универзитета од Тетово се најдоа на второто и третото место од универзитетите во земјава според рангирањето на високообразовни институции за 2020 година на Webometrics, рангирање универзитети, иницијатива на лабораторијата Киберметрика, истражувачка група од Шпанија. На првата позиција Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, покрај на национално ниво. Има и рангирање на над 30.000 универзитети на светот, според научното влијание, извонредност и отвореност на установите. Од Универзитетот на Југоисточна Европа, кој е позициониран на второто место, велат дека за 20 години постоење секогаш воделе политика на континуирано прилагодување кон меѓународните трендови на управување и квалитетна испорака на сите нивоа. Во споредба со 2016 година, кога универзитетот беше рангиран на 7741 место во светот, во 2020 забележа голем скок од 3283 места и сега е рангиран на 4458 место и највисоко рангиран универзитет во регионот според академските перформанси. Универзитетот на Југоисточна Европа постигна позитивни резултати според сите показатели, почнувајќи од присуство, видливост, број
бројот на цитати и објавување на научни трудови на академскиот кадар, посочуваат од универзитетот. Од универзитетот во Тетово велат дека во рангирањето на Webometrics овој универзитет се искачи на третата позиција на национално ниво, додека на светско ниво се искачи за 1020 места и се наоѓа на позицијата 4677 на глобално ниво. Санкциониран тетовец кој поминал на патарина со флешери, изречена казна и демонтирани флешери. Полициски службеници од полициската станица Тетово вчера во 21 часот му изрекоа соодветна казна според Законот за безбедност во сообраќајот на 20 годишник кој со возило Ауди со тетовски регистерски таблички, незаконски, односно со употреба на така наречени флешери и хорна, поминал без да плати патарина на наплатната станица Желино. Тој во службениот разговор го признал делото, а така наречените флешери се демонтирани. МВР во соработка со Државниот инспекторат за транспорт на 31 јануари и 1 февруари санкционираше 32 лица за незаконско користење на така наречени флешери со цел да се избегне плаќањето патарина, а ваквите засилени контроли ќе продолжат и во наредните денови. Повреден пешак во сообраќајна незгода во Тетово, семејно насилство и неколку физички напади, бележи полицискиот билтен за случувањата во текот на вчерашниот ден. 47 годишен жител на Непроштено завршил во Тетовската клиничка болница со здобиени повреди. Откако вчера на улица 121 во Тетово, патничко моторно возило Мерцедес управувано од 60 годишник од Тетовско Желино удрило во него. Во болницата на пешакот му била укажана лекарска помош, а на местото на несреќата увид извршила екипа од СВР Тетово. Полицијата лишила од слобода 35 годишник од Тетовско Горноседларце по пријава од неговата 30 годишна невенчана сопруга дека во нивниот семеен дом физички ја нападнал. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. 71 годишен тетовец пак вчера пријавил дека пред неговата куќа физички бил нападнат од негов роднина поради нерасчистени имотно-правни односи. Пријавениот е повикан во полициската станица Тетово и се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Во СВР Тетово 41 годишен тетовец пак вчера пријавил дека во клиничката болница каде бил вработен, физички бил нападнат од 50 годишник од Селце, исто така вработен во болницата. Набрзо потоа и жителот на Селце пријавил дека бил нападнат од тетовецот и уште неколку други лица кои не биле нивни колеги. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Во Теново пак вчера е приведен 30 годишник од Гостиварско Чегране, во чие возило бил пронајден и одземен метален боксирач. По документирање на случајот против него ќе биде изготвен поднесок по член 80 од Законот за оружје. Во билтенот на СВР Тетово информација дека во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 71 лице на Тетовско-Гостиварското подрачје изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Невообичаено високи температури за почетокот на февруари. За време на викендот се очекува температурата да се искачи до 15 степен Целзиусов. Од понеделник повторно не очекуваат врнежи од дожд, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Стабилно и топло време со надпросечни температури некарактеристични за овој период ќе се задржи до крајот на оваа седмица, вклучително и викендот. За петочното утро се најавува и магла, но дневните температури во следните денови ќе се искачат и до 15 степен Целзиусов, што е навистина топло за почетокот на февруари, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Нашето подрачје се наоѓа под влијание на висок воздушен притисок, што допринесува во овие денови да преовладува стабилно суво и релативно топло време. Во Полошкиот регион денес времето е сончево со мала до умерена облачност. Во 12 часот беа измерени 8 степени во Лазарополе и на Попова шапка, 11 во Пожаране, 12 во Маврово, Тетово, Гостивар и Јегуновце и 13 степени во Јажинце. Висината на снежната покривка на Попова шапка изнесува 42
cm. До крајот на денот ќе се задржи стабилно и тивко време. Во текот на ноќта ќе има зголемување на облачноста, а во утрешниот ден ќе преовладува сончево време со умерена облачност. Во делови од полошката котлина утре во раните утрински и предпладневни часови ќе има појава на магла. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен и југозападен правец. Утринската температура ќе се спушти до нулата, а дневната се очекува да го достигне 15 степен. За време на викендот ќе се задржи слично време, стабилно и топло. Преку денот сончево со мала до умерена облачност и со надпросечни температури за овој период од годината. Во недела кон понеделник под влијание на влажен бран ќе има и врнежи од дожд. Врнежите повремено ќе бидат поројни, проследени со засилен јужен ветер. Утринските температури во понеделник околу четвртиот, а дневните ќе достигнат максимум од 12 степени Целзиусови. Машката екипа на Лирија и женската на Универзитет Тетово се пласираа во четвртфиналето на одбојкарскиот куп на Македонија. Одбојкарите на Лирија од Джеровјане обезбедија пласман во четвртфиналето од Машкиот куп на Македонија, откако го совладаа составот на Дибра волеј со максимални 3:0. Тетовските одбојкари доминираа во текот на целиот надпревар и сетовите ги добија со 25:13, 25:11 и 25:14. Мои играчи се поискусни, не беше во никој миг во прашање победата. Им честитам на моите играчи, без припреми никакви, дадоа све од себе и на крај добивме со 3:0. Па зад утре го чекаме жребување и да видиме од првите 4 екипи ќе ни паѓа, зашто ние сме во втори, Шешир тие се во први. Значи потенцијални наши противници може да бидат Струмица, Универзитет Тетово, Борец и Вардар. А ја би пожелал Вардар да не биде. Ждрепката за четвртфиналето ќе се одржи утре во просториите на Одбојкарската федерација на Македонија, а можни противници на Лирија се Џио Струмица, Универзитет Тетово, Вардар и Борец. Успешен настап во првата рунда од женскиот куп на Македонија има и одбојкарките на Универзитет Тетово, кои ја совладаа Ускана со 3:1. Првиот сет им припада на домашните со 25:23, но гостите возвратија со идентичен резултат во вториот сет за изамнување на 1:1. Последните два сета ги доби Универзитет Тетово со 25:13 и 25:19. Цело време работиме со девојчињата и дека имаме некои повреди кај девојчињата. Денеска сум задоволен дека сме тепале на пример 3:1 на сетови. Па можевме и 3:0 да тепаме. Правевме некои измени, пробавме некои други играчи и значи се подготвиме за другиот дел мислим на лигата и ние ќе се бориме до крај на оваа сезона и дека немаме толку квалитетна екипа за да бидеме први на ниво на државата. Па не сме лоши, значи работиме цело време. Со работа мислим дека ќе се стигне тоа, ако не ова година, мислим другата година ќе се можеби ќе се стигне. Вториот тетовски представник во женскиот одбојкарски куп на Македонија, екипата на Бамикор доживеа максимален пораз од 3:0 од работнички. Тетовските одбојкарки ги загубија сетовите со 25:10, 25:7 и 25:12.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Имајте пријатен ден.